Иако поминаа цели 5 месеци, скандалот онкологија останува без било каква разрешница. Докторите, сестрите и медицинскиот персонал кои крадел од лековите на болните од рак, се уште си одат нормално на работа. Ниту се знае кој е вмешан, ниту се објавени имињата, ниту пак некој е суспендиран. Со други зборови, джелатите уште им гледаат во очи на своите жртви. Иако пред истрагата за морбидниот случај трае со месеци, од обвинителството не соопштуваат ништо. Но не само обвинителството, во игра и невисокиот законодавен дом. Според пратеничката Рашила Мизрахи, спикерот Талат Џафери, кој за некоја недела ќе седне во премиерското столче, намерно ги крие во фиока материјалите од анкетната комисија за испитување на неправилностите. Таа тврди дека власта се плаши од одговорност и затоа бега од доказите. Последната информација која што ја добив е дека иако обвинителството даде рок од 5 дена, материјалите не се проследени до обвинителството, односно председателот на собранието не ги проследил до обвинителството. Среќната околност можеби е тоа што истите беа транспарентно ставени, бидејќи јас уште од самиот почеток решив дека како безбедносен механизам на работата на анкетната ќе биде апсолутната транспарентност кон јавноста и медиумите, стенограмите со секој искажан збор од секој на анкетната комисија, без разлика сведок, експерт или член, заменик член, вклучувајќи ми и мене како председател на анкетна, беа транспарентно листирани на сајтот на собранието. Кој манипулирал со последната надеж на болните и во чии џебови завршувале парите и на кој начин биле лекувани пациентите? Новие прашања одговор нема. Онколошките пациенти се повеќе ја губат надежта дека ќе се открие вистината. Разочарани се што со месеци по стапката тапка во место. Да ме прашавте пред во септември кога се случи ова со онкологија, ќе ви кажев надежна бев, некако имав ентузијазам во себе дека нешто ќе се случи, ќе се расчисти, дека ние ќе бидеме понасмејани, поведри, да се бориме полесно, меѓутоа јас се сомневам доколку нешто драстично не преземат, нема да имаме никакво подобрување. Кога ќе добиете информација во која што се вели дека не е тоа причината, него е криминал во прашање и некој профитирал од тие вакво, тогаш се руши се, па и секоја трошка верба која што сте имале во институциите. Онколошките пациенти, освен што се разочарани и се плашат дека следниве месеци може да останат без биолошка терапија. Таква најава им стигнала од клиниката за онкологија, а за опасност од недостиг на лекови потврди и директорката Клисаровска. Овие информации многу пати ги демантираше министерот Меджиди. Тој уверуваше дека таков проблем немало да се случи.